Почитувани медиуми, добар ден на уште една редовна пресконференција во Стопанската комора. Денешната тема на пресконференцијата е туризмот во функција на интензивен економски раст. Темата не случајно ја организираме денеска на еден ден пред одбележување на Светскиот ден на туризмот, 27 септември, бидејќи оваа година Светскиот ден на туризмот се одржува под слоганот кој упатува на реиспитување на туризмот, за тоа како туризам сакаме и треба да биде во фокусот на туризмот. Пред да оставам простор на раководството на Сдруженијето на угостителство и туризам при Стопанската комора да даде свое видување, јас накратко само би сумирала неколку статистички податоци кои што ќе го оправдаат она што ќе биде акцентирано на денешната пресконференција. Имено според официјалните податоци од Државниот завод за статистика, зголемен е бројот на туристи во периодот јануари-јули 2022 година, споредено со истиот период минатата година за 53%. Кај домашните гости има раст од 13%, додека кај странските гости растот е 100% или двојно повеќе странски туристи дошле во првите 7 месеци оваа година, споредено со истиот период лани, што е за очекување, мајки во предвид затвореноста поради ковид кризата. Меѓутоа, споредено со 2019 година, се уште сме далеку од податоците за на туристи од 2019 година. Имено, за да потврдиме дека е тоа така, споредбата јануари-јули 2022, споредено со истиот период од 2019 година, покажува пад од 32% кај делот на странски туристи и ноќевања реализирани од странски гости. Единствено, зголемен обем на број на туристи и ноќевања има кај туристите од Србија, додека сите други странски туристи имаме број на намалување на број на туристи и број на ноќевања. Само за илустрација, Холандија како пазар од каде со години се реализираат најголем број на ноќевања во Македонија, имаме намалување или пад од 60%. Вкупниот број на туристи во првите 7 месеци од оваа година, споредено со истиот период 2019, е помал за 127.000 туристи или за 260.000 ноќевања, што е пад од 30%. Зашто правиме споредба со 2019? Очекувано е дека во споредба со 2020 и 2021 податоците оваа 2022 ќе бидат со позитивен тренд, но споредбата со 2019 се прави затоа што секаде во светот туристички ориентираните држави како репер ја земаат 2019 и речиси безусловно сите земји ги постигнаа бројките од 2019. Тука ќе се оградиме од Србија, бидејќи они имаат исто така пад во споредба со 2019, но сите други земји, подготвувајќи се со реални мерки, конкретни предлози и чекори, ги постигнаа бројките од 2019 во туризмот. Ние, како што реков, кај странските туристи имаме се уште пад од 30%. Бројот на странски туристи е реализиран значи со 30% пад и ова покажува дека се уште сме далеку од достигнувањето на нивото пред кризата. Имено овдека како подкрепа на ваквите бројки, зошто е ова важно, сакаме да напоменеме дека ако се анализира каде ноќеваат странските туристи, 94% од реализираните ноќевања на странските туристи е во хотелите. Сега, ако се земе во предвид дека имаме пад од 30% на странските туристи и ноќевања, очигледно и евидентно е дека е сериозен негативниот ефект врз хотелиерството, врз угостителскиот дел од овој сектор, поради тоа што имаме сериозно намален број на туристи и ноќевања. Вие сите поделена ви е кратка информација од денешниот прес, каде што може да видите по земји каде има најголем пад на бројот на туристи. Реализирано е намалување на бројот на туристи во 50% кај туристите од Полска, 60% од Холандија, 60% од Израел, 56% од Белгија, иако таму има во апсолутен износ релативно помал број на гости, 47% во проценти од Грција, и овие бројки кои ги кажуваме или земји кои ги нотираме затоа што
тие се традиционално пазари од каде што генерално доаѓаат туристи во нашата земја. Јас повеќе не би должела, сега ќе дадам збор на Ана Таневска Ѓоргиевска, председател на Сдруженијето за угостителство и туризам при Комората. Добар ден на сите присутни. Во пресрет на утрешниот ден, денот на туризмот, би сакала прво да им честитам на сите мои колеги, туристички работници. Иако се наоѓаме во голема криза, COVID и војната во Украина, која до сега во последните 50 години, а можам да кажам и во 100 години не сме имале, сепак се бориме да ги надминеме сите препреки и да обстанеме. За проблемот од скапата струја и недостигот на соодветен кадар, исто така се едни од најголемите топ проблеми со кои се соочуваме во секторот денеска. Следејќи статистиката, но и целиот период на COVID кризата и сите анализи што ги правиме како деловен сектор, веќе трета година со акцент на двете студии изработени во 2020 година, кога започна корона кризата, во мај 2020 и последователната студија во ноември 2020 година, како и сите следни чекори околу предлагање мерки, анализи на трендовите за креирање пакети за поддршка и стимул за развој на туризмот во светот, актуелните состојби на домашниот план, како здружение изработивме план за интензивен економски раст и унапредување на извозот преку туризмот. Единствен сектор кој поседува потенцијал да ги надомести економските загуби предизвикани од здравствената пандемија во краток рок е секторот туризам. При тоа беа поголеми инвестиции тука низ креирање можности и поволни услови за инвестирање во туризмот. Туризмот ни предлага можности за рамномерен економски развој, доколку внимателно пристапиме и предвидиме повеќе чекори за создавање поволни можности за инвестирање, но и мултиплицирање на приходите од туризмот во националната економија во краток рок. Пред кризата, статистиката и анализите во светот покажаа дека економските придобивки од туризмот се еднакви или дури и го надминуваат оној на прехранбени производи или автомобилската индустрија, па дури и на извозот за нафта. Туризмот стана еден од најголемите играчи во меѓународната трговија и истовремено представува еден од главните извори за приход за многу земји во развој. Туризмот е сектор кој поседува потенцијал да генерира милиарди евра приходи во економијата. Вработувањето во секторот, но и раздвижување на целата економија, порамномерен регионален развој, дополнителни вработувања во сите поврзани сектори, како градежништвото, трговијата, земјоделие, телекомуникации, транспорт и сл. Истовремено, укажувајќи во дополнителните политички придобивки, гледајќи имидж на напредни, модерни држави со високи економски перформанси и политики кои се богати на културно и природно наследство. Имено, инвестиција во 4 кревети за сместување на туристи представува еквивалент на едно вработување. Соодветно, проектирани мерки и политики може да обезбедат дополнителни сместувачки капацитети за 60.000 кревети дисперзирани низ целата територија на Република Северна Македонија. Воедно, дополнувајќи ја понудата за руралниот, транзитниот, планинскиот туризам за кој има побарувачка, но и не содржи и понуда. Важно е за одбележување дека развојот на оваа понуда нема да представува конкуренција на постоечката понуда, туку ќе ја надополни, што допринесува за зголемување на нивото на атрактивност на дестинацијата. Истражувањето низ редица студии покажаа дека патувањата во радиус на 600 км од местото на живење во чиста еколошка средина ќе биде прв избор на туристите во годините кои следуваат. Досега Северна Македонија како дестинација не го искористи потенцијалот на регионалните пазари, ниту пак на домашниот пазар. Освен раст на бројот на туристи од Србија, од останатите земји од регионот нема зголемување на број на туристи.
Ако земеме во предвид дека свесноста за Северна Македонија како туристичка дестинација во земјите од регионот е исклучително висока, тогаш можеме да сметаме на пазар од 50 милиони. Ова е без Турција. Потенцијални туристи на дополнително со 3,5 милиони патници годишно кои транзитираат низ Северна Македонија, за кои нема доволно содржини кои ќе ги задржат подолго во Северна Македонија. Создавањето атрактивни услови ќе обезбеди домашни и странски инвеститори, со што може да се слеат дополнителни над 1 милиарда евра во македонската економија, да бидат директно вработени на 30.000 лица и да живеат во реалните средини, сето тоа речиси без инвестициски расходи од државата. Имам чест денес да го најавам, мене ми се падна таа чест да го најавам основањето на Национална асоциација на туроператори и туристички агенции на Република Северна Македонија во рамки на Стопанската комора на Северна Македонија. Скратениот назив ќе биде НАТТА. Во услови на вакви предизвици, во моментов, туристичките агенции кои произведуваат и продаваат туристички аранжмани во земјата и странство, не препознаваат адреса за обраќање, односно не добиваат поддршка и стручно мислење за потешкотиите со кои се соочуваат, поради што действуваат неорганизирано и во фрагментирани делови преку различни коморски форми и здружувања. Мисијата на асоциацијата е денес да помогне во создавање на потребните услови за развој на модерна, конкурентна туристичка индустрија на професионална основа, на социјално прифатлив начин и преку одржливи методи во кои членките ќе ги уживаат придобивките од членството преку компетентна и практична помош при решавање на проблеми од дејноста и добивање на соодветна заштита на нивните интереси пред владата и другите институции. Ова пред се поради фактот што и во рамки на КИФ, Коморско-инвестицијскиот форум, се поинтензивно се работи на дефинирање на заеднички туристички активности, тури, настани, што ќе овозможи здружено представување и заштита на интересите и правата на компаниите од туроператорската и агенцијската дејност пред институциите и владата. НАТТА ќе овозможи и правото на соработка со меѓународни асоциации за да се следат и директно меѓународните трендови и технологии во дејноста, за да се овозможи рамноправен и конкурентен однос на компаниите од соседството и европските држави. А од едноставна причина што во Република Северна Македонија нема регистрирана Национална асоциација на туроператори и туристички агенции која ќе ги представува дестинацијата и интересите на компаниите од оваа дејност. Истовремено, од исти причини, граѓаните на нашата држава, кои се корисници на нивните услуги, немаат доволно информации во однос на нивните права и обврски при користење на туристички аранжмани, што допринесува за создавање погрешни очекувања и култура на патување. Асоциацијата на туроператори и туристички агенции е составена од високо професионална, активна членска мрежа, која ќе биде партнер на државата, стручен консултант на членките и советник на крајниот потрошувач. Во состав на работните тела ќе бидат активни одбори. Нашата замисла е да има одбори. Ќе ги наведам, значи ќе работи преку формирање на посебни работни тела асоциацијата, координирани од управен одбор на асоциацијата. Ќе има одбор за рецептивен туризам, одбор за иницијативен туризам, одбор за младински туризам и екскурзии, одбор за конгресен туризам, одбор на автобуски сообраќај, одбор на авионски сообраќај, одбор за рентакар, одбор за меѓународна соработка со институции и фондации. Воедно, на денешниот ден сакам и да упатам јавен повик до сите претходно дејности кои ги надбројав, кои генерално припаѓаат во туроператор, кои се подизведувачи на некој начин во туроператорска и во агенцијска дејност, да се приклучат во нашата нова асоциација која ќе даде одговор на многу прашања во иднина.
Всушност и едно од главните прашања би требало да биде тоа, бидејќи изминатиот период неколку години веќе низ низа документи со станоци и така натаму, се укажуваше на тоа дека регионот е многу значаен и дека во иднина ќе бидат различни истражувања потврдија дека во иднина ќе бидат во радиус од 600 километри главните емитивни сфери, односно пазари. Ова што го следиме во статистиката потврдува дека географскиот фактор е незаменлив и близината е клучна. Замената на доминантно патување на аранжмани со авиони, со превозни средства, е видлива. Значи, тука потенцијалот кој што е можен, за кој што претходно зборуваа колегите, за еден огромен потенцијал, остана неискористен. И она што го забележавме е стихино единствено од еден пазар. Или барем останува впечатокот дека е така, бидејќи не видовме конкретни чекори во однос на поставеноста, меѓународната поставеност на дестинацијата во однос на искористувањето на потенцијалите на пазарите од регионот, иако свесноста за постоењето на Македонија како туристичка дестинација во тие пазари е многу голема. Значи, со една солидна промоција која би одела рака за рака со понудата. Значи, не може тие додат во антагонизам. Колку имате понуда, толку треба промоција. Ако е поголема промоцијата, имаме проблем. Ако е помала, исто имаме проблем. Значи, во случајов е помала промоцијата отколку што има понуда. И затоа резултатот е онаков како што го следиме. Видете, имаме 60% намалување на бројот на ноќевања, ноќевањата се оние што генерираат економија. 60% од кои што ако забележите, тоа се 260.000 ноќевања, преку 200.000 ноќевања се од традиционални пазари. Значи, загуба на 200.000 ноќевања од традиционални пазари. И сега ова го коментираме во услови кога сите околни држави од регионот имаат веќе раст во однос на предкризните години. Значи, зголемени резултати, имаат додадена вредност од туризмот. Непрепознавањето на туризмот не може да донесе до резултати. Исклучиво препознавање на туризмот и соодветни политики кон туризмот може да дадат резултати. И тогаш, како што рече колешката, може да биде туризмот извор на нафта. Но не и доколку не го видиме. Ако не го видиме, нема да даде ефекти. Загубата на кадар, исто така колешката го посочи како прашање. Дојде до загуба на кадар од постоечки кадар, до движење на кадар помеѓу, односно емигрирање. И сега доаѓаме во ситуација да поново се произведува кадар. Недостигот од кадар значи недостиг од продуктивност. Недостигот од продуктивност значи намалена конкурентност. Намалена конкурентност значи губење на меѓународните позиции на дестинацијата. И сега се наоѓаме во една таква ситуација. Одново да се изгради кадар, а видовме дека најмногу на удар е хотелскиот сектор, бидејќи тамо се генерираат ноќевањата од странците и тамо се дава придонесот кон економијата во основа.